Полни тезги производи продавачи со раце во джеп, нема кој да купи. Ваква е ситуацијата на пазарот и во Виница. И оние кои излегле на пазар се речиси пензионери, а млади нема ни за лек како што велат продавачите. Истакнуваа дека цените се речиси складни, но празнувањата и ниските примања си го направија своето. Има нешто, ама слабо, ладно е оште. Ја цени не гледам, шо ми се ареса, земам си и терам работа. Те па шо јаболки, банани, јаболки, па зелка, зеленчук шо има, шо јадеш, што купуваш. Држат ли цени производи? Па да ти кажам, тие цени се поскапи, марките се поевтини. И затоа не си пазарувам од маркетите, барем не излажат и на килограми и на цени. На се тука не лажат. А избор има ли онака на пазарот? Има, избор има многу. Ама само пензионери, слабо, младите се на работа, и пензионери само купуваат. Еве си купиме што ни треба, сега мина празниците и не ни треба ништо и така, убаво е се. Има ли избор како се цени? Има, добри си. Супер. Не е скапо. Па не е шо скапо, тешко е да го произведеш, плюс увозно е се и тоа. Купувачите децидни дека не е скапо, цените согласно макотрпната работа се речиси ефтини. Вела дека не желат и купуваат се што и сака душа. Јас сум од Виница, стар виничанец, многу слабо е пазаро, бидејќи народот немат пари, истрошија се тие денове празници и плата не се земали работниците, пензионери не земали пензиите и слаб е пазаро. Многу слабо. Се са стари, се са од 50 до нагоре. Тука овие што ги гледате, само има двојца што се произведат, оние се са трговци. Повеќе купуваат од маркети и јас купувам од тамо, пребидејќи сакам 2 лимона, 2 портокала, 2 банани. Нема ги младите избегаа, Па не, те. Носиме ракијичка, патлижан, урдичка, това. Па пред празник купуваше, а сега послово. Ама сега това. Шо да правиме? Па други денове ќе дојдат, па тогава ќе се троши веќе. Инаку оваа среда најмногу виничани купуваа овошје, и тоа мандарини, јаболка и киви, а од зеленчук купуваа и зелка, компир и неколку страга прас.